Драги дечиња, драги наши правачиња, пред нешто повеќе од еден месец, на 1 септември, вие ја доживеавте возбудата предизвикана од еден од најзначајните денови во вашите животи, а тоа е денот кога тргнавте на училиште, денот на вашиот прв училичен час. Еве многу наскоро од тој ден, вам ви се случува уште еден значаен ден во вашиот живот, ден кој треба вечно да остане во вашата меморија, а тоа е овој денешен ден кога во рамките на одбележувањето на детската недела вие на свечен начин станувате дел од најмасовната организација на светот, а тоа е детската организација. Драги дечиња, треба да бидете горди и неизмерно среќни поради овој чин, затоа што секој од вас станува член на едно огромно семејство во кое сите деца се рамноправни, без разлика на кој дел од светот живеат, без разлика на кој јазик зборуваат и без разлика која е бојата на нивната кожа. За сите вас, децата од целиот свет, добрите чичковци од Организацијата на Обединетите нации, одамна има донесено Декларацијата за правото на детето, документ кој е подпишан од страна на голем број земји, а со кој се утврдени и загарантирани сите права на децата. Македонија е една од земјите подписнички на таа декларација, што значи дека нашава земја е должна да ви ги овозможи и да ги почитува тие ваши права. Вие децата сте нашата гордост и нашата радост. Вие децата сте едината на општина Струмица и едината на Република Македонија. Потрудете се да бидете добри деца и добри ученици, за да ги оправдате тие очекувања на заедницата и општеството. Вие ќе бидете идните лекари, инженери, архитекти, професори, работници. Од вас ќе зависи понатамошниот развој и на општината и на татковината. Нам возрастните ни останува задачата да ви создадеме амбиент кој што вие го заслужувате, за да го надградувате тоа што ќе ви го оставиме во наследство. Притоа, треба да бидете умни и мудри и да го изберете вистинскиот пат по кој ќе се движите во вашите животи. Одредете ја вашата цел и стремете се да стигнете на најдобар начин до неја, за да бидете горди дека сте успеале во животот. Движејќи се по тој пат, од светот на децата кон светот на возрастните, треба да знаете да излекувате полза од своите и тугите добри дела, но и од своите и тугите грешки. На тој начин ќе знаете да направите разлика меѓу доброто и злото, меѓу убавото и грдото, меѓу светлината и мракот, меѓу сонот и јавето. Трудете се вашите убави соништа да ги претворите во уште поубаво јаве, за да бидете среќни, задоволни и исполнети со себе. Но не заборавајте секогаш да ја подадете вашата рака на оној на кој му е потребно. Бидете другари и пријатели, бидете хумани и милосрдни, бидете луѓе во вистинска смисла на зборот. А до тогаш бидете деца и уживајте во вашето детство, затоа што детството е еден од најубавите периоди во животот на секој човек. Почитувајте помислењето на вашите родители и наставници, но никогаш не плашете се слободно да го изразите и вашето мислење. Едно од вашите детски права е токму тоа. При тоа направете убав спој помеѓу обврските во училиштето и детските игри и радости, бидејќи вам ви е потребно и едното и другото. Тоа ви го велам јас, човекот кој ги почитува и сака децата, човекот кој некогаш и самиот беше дете, човек кој се залага за вистински промени во образованието. Дел од тие промени секако се во насока на помали паралелки и описно оценување до 6-то оделение. Тоа е вовед во вистинското учење и знаење на нашите деца
наместо трка по оценки и тестирање. Тоа е образование кое креира знаење, љубов кон учењето, вештини и учење за животот. Драги деца, ви го честитам приемот во детската организација и ви посакувам успех во учењето и убаво, среќно и весело детство. Благодарам.